Руските хакери кои во минатиот месец беа обвинети од американскиот специјален обвинител неколку години поминале обидувајќи се да им ја украдат приватната кореспонденција на некои од највисоките христијански православни лица во светот, објави агенцијата Associated Press. Главна цел на хакерите им биле помошниците на Вселенскиот патриарх Вартоломеј I, кој често се опишува како прв меѓу еднаквите православни поглавари во светот. Патриархот, чие седиште е во Истанбул, во моментов е под украински притисок за да ја отцепи црквата на таа земја од незиниот сојуз со Руската православна црква, стар над 1030 години. Ова пак е предизвикано од вооружениот конфликт меѓу украинските воени сили и проруските сепаратисти во источна Украина. Доказите дека највисоките православни свештеници биле цел на Руската главна дирекција за разузнавање потекнува од списокот на 4700 адреси што и биле доставени на новинската агенција Associated Press од SecureWorks. Патриархот Вартоломеј има ексклузивно право да го даде така наречениот томос на автокефалност или целосна црковна независност што всушност ја бараат украинците. Тоа би било значаен чекор кон поделба на најголемата светска православна доминација и ќе представува удар врз моќта и престижот на Московската патриаршија, која самата се позиционира како водечки играч во глобалната православна заедница. Кирил Ховорун, православен теолог од Украина, вели дека таквиот развој ќе биде голем проблем за Москва. This engine of aggression is hybrid by its essence. It combines religious and political element. And that's why I say people were taken by surprise by the fact that religion contributed, the church contributed to the aggression. Дмитрий Орешкин, политички аналитичар со седиште во Москва, пак додава. Если появляется независимая отдельная церковь на Украине, то слова московского патриарха уже не значат ничего. Он как бы оттеснен идеологически. И там формируется своя версия православия. Украинскиот председател Петро Порошенко во април беше во Истанбул за да го убедува патриархот да се согласи на подел. Влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую, проте і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Во меѓувреме, Руската православна црква соопшти дека нема информации за хекирањето, додека руските власти упатуваат на претходните негирања на Кремљ, дека нема ништо со хакерите и покрај планината докази за спротивното. Како и да е, шпионските игри одсекогаш биле дел од рускиот православен свет.